Дран, прчко, недодран, лисица и бумбар. Чита Александар Станојков. Си имал еден старец, тројца синови и три ќерки. Си имал и едно јаре што многу го милувал стариот од синови си поеќе. Дошла пролет, развила шумата и го пратил стариот сина си поголемиот за да го пасит прчка. Цел ден го пасил син му кај што имало најарна шума. Вечерта го дотерал дома најадено во меот као тапанче. Вечерта прчко влегол во јагленарницата и почнало да гризи јаглење. Го чу стариот да го прашал: "Зошто бе прчко гризиш јаглење? Дали не си напасено денеска?" "Ами што да гризам, зар камење?" му рекол прчко. "Кога сум гладен, зар син ти ме пасеше да? Ме вотна во еден ендек и ме остави само да гризам јаглење. И дрвја да прогризам и пак не ќе се најадам како што ме сакаш ти." "Бре, дали така те пасел син ми?" рекол стариот. "Почекај сега да видит што ќе го најди него никакви кон еден." Го грабнал за врат сина си и го заклал. Сите синови и ќерки пуштил со ред стариот да го пасит прчка и за сите прчко навечер, кога ќе го донесеа дома, се ќе гризеше јаглење. Од кога иззакла стариот сите синови и ќерки, сам стар го зеде прчка и отиде да го пасит. Како го паси прчка, како го паси по најубавата шума, вечерта едно го донесол дома и право отишло по јаглењето и ватило да гризит јаглење уште поеќе. "А бре, прчко, да би ѓаволот те зел да би," му рекол дедо. "Заошто пак вечерва ми гризиш јаглење? Дали малку те пасов цел ден?" "Пусто пасење твое и штуро што си ме пасол. Ами ти вез ден си играше со бабите, ќеф си тераше, како синовите што си играа со девојчињата и ќерките со момчињата кога ме пасеа," му рекол прчко. "Аха, насана бе прчко, дали и за мене ќе велиш оти не те пасов?" му рекол стариот. "Почекај сега што ќе ти направам да видиш." Го врзал за рогој и беше му ја одрал кожата на животи и го одврзал да го пуштил. Трештил прчко дран недодран да бега од пустата болештина што го болеше, вид виделија фатил. Бегал низ поле, бегал низ ридој, низ планиње и му се представила една дупка од лисицата, се шукнало внатре. Не би час, беше си дошла кума лиса од пасење и кога го видела прчка дран недодран, умрела од страој. Чунти, не беше видела дотога и такво животно. Нога за нога, кума лиса се исчепила надвор. Се расплакала лиса, се ужалила, тргнала да барат крај за да најди некоја животинка да ја го истерат прчка од тланик. Од сите животинки донесла. И кој што беше го видел прчка, беше капнал да бега од пусти страови. Никоја животинка не е се наваќала да и го истера злото од куќи, чунти секој ќе го видел прчка со светнати очи, со крвјосана снага и секој се чудил што животинка ќе бидит. Та од тие пусти стравои никому не му држало да влезите да го истерат. "Оф, јас сирота," рекла лисицата. "Што ќе чини тал, куќата си ја запустив, како не се најде една душа да ми истера злото од куќа." Така сирота лиса велеше и прсти си кршеше од пусти жалои. На тоа згора, за късметот на лиса, ја дочуло едно бумбарче и тоа и се наватило да го истерат прчка од куќа. Му влегло бумбарчето во лисичина дупка и беше збучило еднаш кашто да можит. Околу прчка и му се пикнало под опашката, беше збучило што да можит и не можит и беше се уплашил прчкота, беше избегал од лисичова куќа. Кога виде кума лисот и бумбарчето и го истера злото од куќа,
Од радост ќе излеташе и го благодари многу бумбарчето за доброто што историло и од тој саат си го направила побратим, да го повела по себе и го однесла по една круша за да го нагостит за доброто што и го сторило со круши. Се качила кума Лиса на круша и ја стресла крушата силно, ти ќе ти паднале круши едно чудо по земи, како калдрма се посипале. Запакос од бумбарчето да се погоди една тврда круша, та да го удри и да го сплеска на местото. Слегла Лиса и кога ти го нашла кај бели душа го жалела, го пустила сирот. Арно, ама беше си умрело, како да не било од никогаш. Го кренала од тука плачејќи и го однесла на една раскрстница, та беше го закопала. Му го направила гробчето за мила убајна и крушата што беше го отепала, беше ја закачила на гробчето и беше рекла: кој ќе ја земи оваа клета круша да му оживит и белјата да си ја најдит. Запакос, ете еден зет со невестата кај си врвеле попат и ја видел зетот крушата и ја зел, та си ја клал в пазуа. Вечерта дошол зетот деда и си рекол: добро вечер, дедо! Свикала и крушата од джеб: добро вечер, дедо! Се чудел зетот кој викат од джебот. Не и се. Седнал на трпеза и го почестиле зетот со ракија. Дал вика крушата од джеб: и мене дајте ми ракија, и мене! Дошло редо, лајците ставиле пред сите и пред зетот. Дала вик да сака и крушата лајца. Сите слушале гостите глас како од малечко дете да му сакат на зетот лајца. На тоа згора зетот се сити од крушата му беше во джеб. Таа викал. Ја ватил со рака и ја притиснал што да можит. Спискала круша што да можит. Олеле, тате, не стискај ме, оти костите ќе ми ја окршиш. Се устрашил зет. Та излегол надвор, ја удрил од земјата, ја окршил парче по парче. Туку веднаш уште беше се собрале парчињата и беше се направила цела крушата и се затркалила, та свикала по село плачејќим: море, почекај, татко Рубен, да ме земиш и јас да вечерам. Кога се свртал зад себе, ево ти ја крушата. Та му ја дал на една маторица, та ја изела и така куртулисал од неја да не го срамит на трпез. Ете ли се што беше ти направила на гробчето од бумбарчето.